По барање на обвинителството, судот изрече 30-дневен притвор за осомничениот директор на Државниот инспекторат за земјоделство Васе Анакиев поради примање подкуп, откако кај него биле пронајдени 50.000 евра под совозачко седиште, информираат од МВР. Но сумата која што ја барал како подкуп од сопственик на фирма која се занимава со увоз била 100.000 евра и требала да му биде предадена во 3 наврати од страна на шпедитор кој требало да биде посредник. Од обвинителството за организиран криминал појаснуваат дека осумничениот директно побарал значителна имотна корист за себе за да изврши службено дејствие што би морало да го изврши, вршејќи притисок врз службени лица да не се одобри увозот на стока, иако истата многу пати претходно била увезувана без проблем. Бил фатен по примопредавањето на првата рата од 50.000 евра. На оштетеното лице му било образложено дека за стоката која што ја увезува има забрана за влез и дека истата треба да се врати, бидејќи не е во согласност со важечките законски прописи и дека претходно од страна на Државниот инспекторат за земјоделство бил изготвен записник. Со цел увозот да се изврши непречено, на оштетеното лице му биле побарани 100.000 евра, кои требало да ги предаде во 3 наврати, и тоа во еден наврат износот 50.000 евра и 2 пати по 25.000 евра. Директорот на Инспекторатот за земјоделство и подпредседател на Социјалистичката партија Васе Анакиев се сомничи за кривичното дело примање подкуп од кривичниот законник, а по неговото лишување од слобода се огласија од Министерството за земјоделство и од Социјалистичката партија, од каде побараат целосно расчистување на случајот и секој кој ги прекрашил законите да одговара за стореното. Ги повикуваме надлежните институции да постапуваат според закон, одговорно и без селективност да ги превземаат сите активности во разоткривањето на било кој случај за кој постојат основани сомненија за сторен криминал или злоупотреба на службената должност, наведуваат од партијата. За случајот се огласија и од владеачката ВМРО ДПМНЕ и од опозицијската СДСМ. Ова е доказ зашто за земјоделците нема пари, зашто нема субвенции, зашто нема исплата и зашто не може ни да очекуваат ништо од вака конципирани институции во земјоделието. И трето, коментар околу помпата дека ова е организирана акција за сузбивање на криминал. Мислам дека воопшто не се работи за тоа и не може власта да се пофали со тоа. Повеќе наликува дека на некому му дошло преку глава, пријавил, па морале да постапат. Секој кој се ограшил пред законот, без разлика дали од СДС, од ВМРО ДПМН или било која друга политичка партија, треба да одговара. Сите мора да бидат еднакви спрема законот. Воедно ја поздравувам и акцијата на МВР и ова е порака до сите дека со законот нема играње. За барање и примање подкуп според измените во кривичниот законник е предвидена затворска казна од 4 до 10 години.